Пратениците во Македонското собрание во рамки на 28-та седница одлучуваат по предлогот за одземање на мандатите на пратениците од опозицијата. Комисијата за деловничко и мандатно-имунитетни прашања на седницата одржана на 2 декември реши да му предложи на собранието одземање на мандатите на 31 пратеник од опозицијската СДСМ и незините коалицијски партнери врз основа на извештајот за отсуство на пратениците од овој состав за период од 6 месеци, изготвен од генералниот секретар на собранието. За да му биде одземен мандат на пратеник, потребно е двотретинско мнозинство, односно 82 гласа. За секој мандат собранието треба поединечно да се изјасни. Пратениците од опозицијата со исклучок на 3 пратенички по вонредните парламентарни избори донесе одлука да не учествуваат во работата на парламентот. Тие поднесоа оставки, но собраниската седница за нивното прифаќање беше прекината. Беше оставена можност за разговори меѓу партиите од власт и опозицијската СДСМ. Владеачките партии повеќе пати ги повика опозиционерите да се вратат во работата на собранието, но нивното раководство повторува дека ќе опстои на својата одлука. Владеачките партии пак не се изјаснуваат во јавноста за текот на седницата и како ќе се изјаснат. Лидерот на ДОИ Али Ахмети вчера уште еднаш ги повика опозиционерите да се вратат во парламентот по примерот на опозицијата во Албанија. Ректорската управа на УКИМ му предлага на Министерството за образование и наука да се заложи пред овластените предлагачи за повлекување од собраниска процедура на предложените законски решенија поврзани со високото образование. Универзитетот и натаму останува отворен и подготвен за соработка со цел квалитетен придонес во реформите во високото образование, придржувајќи се на европските и светските стандарди. Ова се наведува во заклучоците донесени едногласно на денешната вонена седница на Ректорската управа на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на која се расправало за постапката за донесување на законските решенија поврзани со високото образование. Ректорската управа во заклучоците наведува дека текстот на законските решенија поставени на јавен увид и јавна расправа на порталот ЕНЕР, врз основа на кои факултетите и институтите на универзитетот расправаа, се разликува од текстот на законските решенија поставени во материјалите за седница на Собранието на Република Македонија. Новите одредби представуваат суштински промени во текстот, со што се наметнува потреба донесувањето на предложените закони да се одложи за да се овозможи поширока јавна расправа и дебата со законски и стручни аргументации, односно чинителите во високото образование, државата и универзитетите заеднички да имаат можност да расправаат и да одлучат за промените во високото образование кои ќе придонесат во обезбедувањето на квалитетот во оваа значајна општествена дејност. Се наведува во заклучоците кои ќе му бидат доставени и на министерот за образование и наука Абдулаким Адеми. Новиот извештај за авионската несреќа во која загина председателот Борис Трајковски и 8-члената делегација, босамскиот истражител Омер Кулич му го предаде на министерот за транспорт и врски Милејана Киески. Извештајот е предаден и на председателот Ѓорги Иванов, на премиерот Никола Груевски и на обвинителот Марко Зврлевски. Авионската несреќа во која загина председателот Борис Трајковски се случи на 26 февруари 2004 година. Српската православна црква го коригираше соопштението за неодамнешната посета на рускиот митрополит Иларион на Скопје, во која Република Македонија беше именувана како БЈРМ. Во новото дополнето и соопштение, подпишано од портпаролот на СПЦ, епископот Бачки Иринеј, БЈРМ е заменето со Република Македонија, но за Македонската православна црква, Охридска архиепископија и натаму се користат термините самопрогласена и неканонска. Граѓаните денеска може да ја посетат владата на Република Македонија и непосредно да се запознаат со незината работа. Поголемиот интерес за време на реализацијата на проектот Отворена влада, владата одлучи на граѓаните повторно да има возможност одблиску да се запознаат со работата на институцијата. Во рамките на обиколките на зградата опфатени се и салата за билатерални средби, кабинетите на потпредседателите на владата, генералниот секретаријат и дебатната сала. Воедно при посетата ќе биде овозможено присуство на седница на една од владините комисии. Во периодот меѓу 12 и 15 јануари следната година, Макстил ќе го стави во функција системот за отпрашување и ќе почне производството во погонот Челичарница, што беше прекинато на 31 октомври годинава поради неисполнување на еколошките стандарди за добивање интегрирана еколошка дозвола, најави председателот на одборот на директори на Макстил Минчо Јорданов.
Турските лидери посветени се на членството во Европската Унија и сакаат Турција да игра во прва лига во Европа, наспроти несогласувањата во врска со турската опозиција, изјави денеска Етјен Мачупјан, главниот советник на турскиот премиер Реджеп Таип Ердоган. Турскиот стремеж да се приклучи кон Унијата доби сериозен удар поради неодамнешната полициска операција на апсење на новинари и уредници во опозицијските медиуми блиски до Фетулах Ѓулен, ривал на турскиот председател Реджеп Таип Ердоган. Тоа доведе до застегнати односи меѓу Брисел и Анкара. Западните земји, како велат, не разбираат и не сакаат да разберат работи што се случуваат во Турција, рече советникот на турскиот премиер.